Почитувани. Измина повеќе од 2 години, откако локалната власт ја преседе Социјалдемократскиот сојуз и градоначалникот Гошаревски. Толку многу се ветуваше, а граѓаните очекуваа да се реализира барем еден од многуте ветени проекти. Во вашата програма ветувавте нови водоводи и чиста вода за пиење. Не само што тоа не го реализиравте, туку и носите одлуки за рестрикција и поскапување на водата. Додека милионски водовод стои под градските улици надвор од функција, а замислете да требаше да го изградите. И самите не знаете колку канализациони системи и прочистителни станици ветивте дека ќе изградите во вашата предизборна програма. Како на пример во Стење, Долно Дупери, Грнчари, Подмочари и Јанковец. Како и делови од градското подрачје, а ништо од тоа не е реализирано. Градоначалниче, хигиената во градот никогаш не била на пониско ниво, а најбројни посетители на градските улици и плоштадот се кучињата скитници. Оваа туристичка сезона беше убедливо една од најлошите во Преспа. Не беше направено апсолутно ништо за да се подобри инфраструктурната мрежа во туристичките локалитети, сместувачките капацитети и така натака. И веќе изградените плажи ги испустивте. Главни туристи на преспанските плажи беа јаболката кои пливаја низ езерото. Во една ваква лоша година за јаболкопроизводителите, добро ќе беше барем еднаш градоначалникот Гошаревски да се појавеше на многобројните земјоделски трибини и протести, за да даде некаква поддршка. Почитуван градоначалник Гошаревски, наместо да се сликате низ Ресенските улици за проектот МСП-2, реконструкција на градски улици, кој што беше изработен од претходната власт и за кој што во претходниот состав на Советот, вие и останатите советници на Социјалдемократскиот сојуз гласавте против овој проект. Ке биде подобро да ги засукате ракавите и да реализирате некој од вашите ветувања. Буџетот за капитални инвестиции не би достигнува реализација до 10%, а замислете што ќе се случува откако го изгубивте судскиот лимит на општината. Едноставно останавте познати по непотизмот, незаинтересираноста и неодговорното работење, како и кршење на законот и статутот на општината. Ова е само дел од ветените и нереализирани ваши проекти од овие 2 години. Преспа во ваше време го живее најголемиот регрес во историјата. Ви благодарам.